Здраво, здраво! Сега сме на каналот на Снежа мрежа Сторис и јас имам една преубава природа за снимање на која што никој не може да остане равнодушен, а камоли јас. Што значи дека сега сме во Љубанци над Квин, рибникот, ресторанот што е. И толку е прекрасна природа од околу, што реков дај малце после она плјуцкање вчера што беше, да земам и да снимам едно прекрасно убаво видео со моето синче каде што моча во позадина. Абе, Кико, погледнете таа убавина. А уште поубаво е сето ова која се гледа и која се доживува со музиката од дечкото, не знам како се вика точно, ама знам дека се води под името Хаусер. Значи, тоа е еден хрватски виолончелист кој што свири и класична музика, ама прави пресвирувања, како би се рекли, не може да биде препев, значи пресвирување на познати композиции. И кога ќе го пуштиш него во оваа убавина и сето ова од околу, добиваш впечаток дека буквално си во рајот. Буба Мара? Да. Чека дали се снима, да? Буба Мара. Јас сум Буба Мајчка. Значи, моментално сме овдека, заедно со мојот вујко, тој дојде на гости од Србија, мојата мајка, тие се брат и сестра, мојата биолошка сестра, со која што сме во постојанен конфликт, за жал, незиниот сопруг, незините две деца и мојот сопруг и моето малечко дете. И бидејќи доле во ресторанот меѓу нас атмосферата е многу затегната и нормално не одговара со оваа убавина овдека, решив малку да го изнесам детенцево горе во природава, малку да протрчка и слично, додека не ги испечат рибите. И кога го пуштив Хаусер, душава ми доби онака мир и спокој, за кој што сите лаеме дека го сакаме тој мир во душата, ова она, уствари, јас навистина сега го почувствував тој мир. Инаку, многу сакам дружби, од секогаш сум сакала дружби, од секогаш сум сакала да седам во група со луѓе, да сме сите сложни. Тоа е, мислам, сите знаеме дека тоа навистина ја кажува дека е поентата на животот, да имаш пријатели околу тебе, луѓе кои што те сакаат, ги почитуваш, или не само да те сакаат, туку едноставно да те почитуваат и ти нив да ги почитуваш. И на тој начин се создава енергија која што веројатно единствено нешто може да се изедначи, да се нарече само како рај и спокој. Затоа што во суштина, ние луѓето сме создадени од Бога да се сакаме и да сме заедно. А заедница, ето е најубаво нешто кога седиме, да речеме, на маса и кога пијуцкаме, јадеме нешто и ни е пријатно, бидејќи секој му посакува добро на другиот. Па така се што ќе направиш, се што ќе кажеш, се што ќе смислиш, не е само да се каже, туку и да се направи на другиот да му биде убаво. Меѓутоа, за жал, јас во мојот живот, во моето семејство, тоа не го доживеав. Моето семејство е буквално како моментално што е ситуацијата во нашата држава. Сите раскршени и разделени, секој на своја страна, секој со свој табиет и никој не попушта. Никој не попушта. Пичко за печуко. Не пцуј, мама. Па така, го скара малце син ми, зашто претирува со безобразните зборови, веројатно тоа му е од стресот што го доживува во целокупната наша семејна атмосфера. Ми избега мислата, но во суштина она што сакав да го кажам, како што и секогаш всушност сум сакала да го кажувам, е дека сум сакала и сум посакувала, бидејќи тоа сум го немала, тоа било семејство.
Тоа било семејство. Луѓе собрани на едно место кои што се сакаат и се почитуваат и оставаат простор за другиот. Па макар каков и тој друг да им се изгледал, со мани, недостатоци, блесав, шашардисан или без разлика, секогаш да има место за другиот. Меѓутоа, за жал, пак ја речам, тоа во моето семејство не се случи. Јас смирено семејство полно со љубов, не добив. Кога се делеле картите, јас таа карта, тој шпил, не сум го добила. Јас го добив спротивното. И во видеата тук таму по некое знам да го кажам тоа и да се пожалам за тоа. И можеби некој ќе рече: Снежана, тупиш со твоите видеа, секогаш се такви темни, нели, со нешто што нели не е успех, не е нешто со кое што можеш да се пофалиш. Но јас ова го кажувам не за да тупам, туку за да ги откријам работите такви какви што се. Дека не можеш да се правиш повише од тоа што си во животот. Не знам дали ќе ме разберат. Оние кои што ќе ме разберат, оние кои што имаат слична животна приказна, сигурна сум дека ќе ме разберат. На сите вас, мама? Па така, значи, сакам да снимам таа моја не печурка, таа моја внатрешност која што не е совршена, како што е совршена оваа природа и како што е совршен Господ, таа моја внатрешна природа која што не е совршена, сакам да ја ставам на светлината на денот, со желба дека кога сончевите зраци ќе ја испечат, можеби и ќе се подобри тоа. Затоа што ништо полошо нема во животот од тоа кога ги криеш своите недостатоци. Знаеш, кога си свесен за своите недостатоци, немојте да ги криете. Изложете ги на светлината на денот. Срце на мама. Изложете ги, ако злато. Изложете ги на очиглед на сите околу вас. Затоа што некои ќе ви се насмеат, ќе ви исмеат. Некои ќе ве одбегнуваат за секогаш, ама некои луѓе на тој начин пак за секогаш ќе останат со вас. Бидејќи тие од било кои причини, нели? Дали бидејќи тие имаат слична животна приказна или можеби се научиле да разбираат, се научиле да сакаат и така натаму, но тие ќе останат со вас. И на тој начин ќе се селектираат луѓето кои што ги собирате во вашиот живот. И сега, она што веќе неколку дена, нели, го замислував да го снимам, некако сега си дојде на ред на свое. Со оглед на сето ова што го кажав, на тоа како беше моето семејство, колку приказната на мојот живот е, да речам, во спротивен правец на тоа што јас сум сакала да биде и не сум имала семејство и сето тоа, така во мојот живот имав една врска, каде што пак таму целото семејство, цело друштво беа сплотени како едно. Барем тогаш така сум ги доживеала. И бев многу среќна, поради тоа. Кога го запознав тој дечко, кога ги запознав тие негови пријатели, роднини, бев одушевена. Ја бев надвор од себе. Бев одушевен. Ја викам, готово, јас го најдов рајот, викам. Ова се луѓето кои што ги чекам цел живот. Ова е толку прекрасно, толку фино, толку фини луѓе така натаму, што потоа се испостави дека сум се излажала, дека сум направила погрешна проценка. Меѓутоа, во еден момент кога ние бевме во Охридското езеро, во чамецот, нели, на тој мој дечко тогашен, толку бев инспирирана во духот од среќа и радост што сум со толку многу луѓе, станав да испеам една песна. Претпоставувам дека тогаш таа моја реакција им била чудна и невообичаена на луѓето, но јас тоа го направив и сакав да ја испеам повторно таа песна, бидејќи
Сега, откако го најдов Господ во мојот живот, мислам не на сега, него општо сакам да кажам, нели, кога го најдов Бога во својот живот и кога најдов дека целта на животот е само да ги сакаш близните, па макар и они тебе не те сакале, ќе повторно ми доаѓа во душата да ја запеам таа иста песна. Ајде, дојде. Мама, одиме. Одиме, сакам злат. таму кај тебе се дишката. Ајде, одиме натамка. Ајде, оди натаму слободно, јас ќе по тебе. Ма јас се И сега ќе испеам таа песна, која што оди вака, која што верувам дека тие што се од малку постарата генерација, во однос на, нели, на сегашниве деца постара, нели, јас сум 81 родена, сум сигурна дека ја знаат и дека многу од нас исто така ја почитуваат и ја сакаат таа песна. Тоа е песната од како беше сега, се сетам. Се вика Срце за три сонца, Срце за три светови, така беше, нели? Мито Јовановски или како беше, не се сеќам. Не е важно. Иде вака, ќе ја испеам и со така го завршам видеото. Илјада слики сеќавања и мечти не домечтаени, трепетна крилја од гулаби, на, виш ме заборали текстот. Знам дека ке замине денот штом ке надојде, ке ми рече не барај ме. Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште три светови, ако замине ке изгаснат. И воедно и се извинувам на сите што, еве например ми текна моментално на Андрија. Сега ми е криво толку многу што зборев за неа. Батали, човек што пее на крајот на криштата, не може да мисли многу зло. Може би и претерав со тоа видевце. Бидејќи знаеш како ти, кога ги сакаш сите. После тоа не можеш да ги двоиш. Може си љут во еден момент на некога, ама ти поминува. Толку преубава е природата. Слушајте музика, слушајте го Хаусер како свири на виолончело, типот е, освен што е физички преубаво свири и премногу го сака тоа што го прави. И такви луѓе треба да почитуваме. Луѓе кои што со се срце го работат тоа што го работат и газат на својата патека. Чао!